Луѓе кои спијат по паркови, групи деца питачат по улиците. Ова е честа гледка во главниот град. Проблемот со бездомниците не е нов. Според официјалните информации, на територијата на Скопје има 180 бездомни лица, а неофицијално бројот е уште поголем. Секојдневно услугите на пунктот за бездомни лица во Момин поток ги користат 50 лица. Вработените таму прават се што е во нивна моќ да помогнат на оваа група граѓани. Во пунктот 2 пати неделно бездомниците можат целосно да се грижат за својата хигиена, да добијат облека, топла храна, совет од лекар, психосоцијална поддршка и правна помош. Во рамките на она што значи поддршка на овие лица е дека ресоциализацијата е многу важен сегмент. Ние работиме многу на тоа да се врати добербата на овие лица во системот на државата. Психолог и социјален работник работат на сите оние, да кажам, правни документации, правна помош која е потребна за да повторно се вратат во институциите на системот. Бројката од 10 луѓе кои што се вработени во текот на овие 8 години и веќе функционираат нели како нормални граѓани на главниот град, зборува дека е навистина многу важна секојдневната работа и комуникација со овие луѓе. Во пресрет на Светскиот ден на бездомници, телевизија Нова меѓу граѓаните за оваа тема ги запрашавме за нивниот став за овој проблем и како да им помогнеме на бездомните лица. Без малку сите очекуваат надлежните посериозно да се занимаваат со овој проблем. Па, ја би им помогнала и со храна и со облека. Тоа можат. Да. А општо државата како би можела, што мислите, како да помогне? Она би можела се да им помогне и да ги доми. Ако сака. Тие бездомници што се, треба да има некоја си организација да ги собира на некој си место, за да можат да ги хранат, да имат спиење, поденски да можат да го организираат негде, да можат да работат нешто, да направат, за да можат да обстануваат, да живеат како сите други луѓе. Така, дали вие сте им помогнале на некој бездомници? Па некој па да. Да. Па сите треба да помагаме. Да се најде место за тие луѓе, дали има неден, мислам, некоја зграда и да помогнеме што можеме. Друго нема што. Тоа е жалосно за такви луѓе. Некако да и се помогне државата. Не можеш ни ти, ни ја, државата, системот треба да ја помогне и да и се даде и валиција и валит. И иначе друго нема спас. Они не можат ни да допринесат сами, ни да купат нешто, само можна готово да се живеат. Инаку пунктот има посебна програма во зимскиот период, а подготовките за оваа сезона веќе се завршени и има дополнителни 20 кревети во однос на минатата година. Вкупно има 40 легла, а ако има поголем број лица кои бараат сместување, се отвараат и дополнителните интернати или се наоѓаат алтернативни решенија. 10 лица во изминатите 8 години, колку што работи пунктот, се вработени и веќе се грижат самите за себе.